Tokom mjeseca juna Fondacija Instituta otvorenog društva organizuje obuke za nastavni kadar koji predaje na jezicima manjina, bosanski, turski i srpski. Projekat će okupiti zainteresovane nastavnike u jednu projektnu zajednicu u kojoj će kroz obuku i zajednički rad razvijati i usavršavati nastavne metode i materijale prema suvremenim zahtjevima i standardima, koji da uči sa sopstvenog iskustva i povratnih informacija kolega. Na obuci se očekuje učešće nad 150 nastavnika iz Македонije, gdje se nastava odvija на jeziku manjinske zajednice. Всушност станува збор за дел од поголем проект кој што не е насочен само кон обука на наставниците, туку и малку поширока. Значи планот ни е да офатиме 10 училишта во рурални средини, значи помали и поизолирани училишта, не од главните градски средини во државата, во кои што се реализира настава на јазикот на помалите етнички заедници. Значи тука станува збор за јазикот на настава на српски, на босански и на турски јазик, покрај нели оној вообичаениот на македонски и на албански јазик. Нашата иницијатива дојде врз основа на разговори и посети во неколку училишта во државава со представници од управата за развој и напредување на образованието на помалите етнички заедници минатата година. Заеднички нели ги договоривме во соработка со управата, со одобрение на Министерството за образование и во координација со Бирото за развој за образование да ги вклучиме во проектот. Станува збор за училишта на босански јазик, ќе бидат уфатени училиштето во Љубин, тоа е дел од Дитурија, училиштето од Сарај, и Рајко Жензифов од Оризари. Другите училишта со настава на српски и на турски јазик се наоѓаат исто така во рурални средини, например во Старо Нагоричане, во Табановце, во Долно Количани, во Коџаџик, во Ангелци, во Василево и така натаму. Значи, пак ќе повторам, се фокусираме на образование на заедниците кои што реализираат настава на свој мајчин јазик. Во договор со директорите на училиштата ние одлучивме да вклучиме што е можно поголем број наставници, меѓутоа сепак инсистираме наставниците кои што се заинтересирани за свој професионален развој да бидат тие кои што ќе дојдат на предвидените обуки. Сега почнуваме во јуни со обуките, меѓутоа тие ќе траат континуирано. Нашиот проект првично е одобрен со финансирање нели од страна на Фондацијата Отворено општество Македонија за првите 2 години, значи 2019 и 2020, со тоа што ќе се потрудиме нели понатака да обезбедиме финансирање, па оваа поддршка да трае и повеќе години. Gdje će se održati ova obuka? Ko će biti predavači na ovom projektu? Kako je zamišljeno това? Станува збор за досега 3 утврдени обуки кои што ќе започнат во јуни. Во јуни имаме предвидено 2 теми. Првата тема е предвидена да се реализира со наставници од оделенска настава. Обуката носи наслов Квалитетна педагошка пракса за 21 век. Тука всушност станува збор во соработка со нашата партнерска организација Фондација Чекор по Чекор, кои што имаат долгогодишно искуство за реализација на вакви семинари на учење на оние основни принципи на реализација на квалитетна педагошка пракса. А втората тема која што ќе одат паралелно, значи обуките за оделенски наставници ќе одат паралелно и со обуки за предметни наставници. Таа тема е наречена со читање и пишување до критичко мислење. Нашата фондација и Фондацијата Чекор по Чекор имаат лиценцирани или сертификувани обучувачи од страна на нели и меѓународни организации и тука во државата. Значи тоа се искусни предавачи кои што изминативе 20 на години ги држат овие обуки. Значи тие се исто така наставен кадар, дали е тоа во основни училишта, во средно и на универзитетите, со тоа што е предвидено обуките да се реализираат на македонски јазик, затоа што тој не е заеднички јазик на разбирање, меѓутоа сите материјали кои што ќе ги користиме ќе бидат преведени на сите јазици на настава кои што се реализираат. Ќе се одржати овде во Скопје? На првите обуки во јуни ги испланиравме да бидат во Охрид. За крајот на август е предвидена уште една обука. Таа е насловена Образование за социјална правда. Како се досадашни проекти показали од аспекта искуства позитивност у реализацiji ваквих намера? Да. Па нашите искуства се позитивни. Ние на почеток и на крај нели на некоја иницијатива кога сакаме да вклучиме било каква интервенција во образованието, правиме нели еден вид на истражување, каква е состојбата пред да почнеме и какви се резултатите кои што ги постигнуваме. Искуствата се енормно позитивни. Наставниците кои што доаѓаат на тие обуки го ценат трудот од страна нели на предавачите.
кои што се нивни колеги, меѓутоа имале можност за нивна среќа нели во животот да бидат понапредни во однос на можноста да добијат таква обука и особено се гледа позитивниот пристап на помладите наставници кои што немале можности толку многу да разменуваат различни искуства. Дали први пат бошњачки наставници учествуваат во оваков проект или сте имали искуство со нив? Па во овие конкретно две училишта ние не сме имале проектни активности, затоа особено ни е драго затоа што ќе дојдат наставниците на нашите обуки. Со тоа што ние како фондација имавме една иницијатива за избор на најуспешен наставник минатата година и баш од училиштето од Оризар имавме една наставничка која што освои 3-та награда за оделинска настава и ни покажа како е важно кога еден наставник со желба и со елан и со страст ја работи својата професија во едно мало училиште во рурална средина и тоа ни беше уште поголем поттик да вклучиме повеќе наставници од овие училишта.